Почитувани, започнува уште едно издание на емисијата Магазин на телевизија Мега. Фитнес центарот Силуети од Битола за прв пат организираше фитнес семинар на кој сите присутни им беа посочени најчестите грешки кои ги прават за време на вежбањето. Но од друга страна им беа дадени и некои совети за правилна исхрана. Подетално на оваа тема од прилогот кој што го подготвивме во продолжение. Фитнес центарот Силуети од Битола за прв пат организираше фитнес семинар за сите нивни членови, но и сите заинтересирани, со цел да слушнат кои се најчестите грешки кои ги прават за време на вежбањето. Предавач на семинарот беше фитнес инструкторката Тина Марковска, која вели дека оваа идеја за организирање на ваков семинар ја добила од нејзин колега од Кавадарци. Се собравме тука за сите наши членови, а и забележав дека има и членови од други фитнеси, значи во секој случај било потребно нештото да се каже и за да слушнат девојките. Целта е за штом сме дошле тука сме се определили значи за фитнес и за бодибилдинг и се многу често слушаме дека ова е еден неблагодарен спорт, како еден погрешен чекор и се враќаме назад или еден погрешен чекор и не го постигнуваме тоа што го сакаме, дали станува збор за тренингот, дали станува збор за исхраната. Целта на овој семинар ми беше да на сите наши членови и на другите значи да му ги доловам тие моменти каде што се прават најчестите грешки. Секоја девојка што влегува значи во фитнесот, што почнува, ги поставува истите прашања и целта ми беше да сите тие прашања ги направам во еден свој концепт, да ги изнесам пред сите и значи да ги опуштам девојките да прашаат нешто што се страмат, значи очигледно се страмат, па грешат, па се откажуваат, па не се доволно мотивирани. Почнав од тренингот, значи најчесто грешките кои што ги прават во врска со тренингот се премногу кардио тренинг и избегнување на тој тежински тренинг. Ние жените се плашиме најчесто од тежините заради што мислиме дека многу ќе се развиеме или мислиме дека, да знаете, она смешно да го изнесам, како сталото ќе ми се претвори во мускул, некем сталото ми се претвори во мускул, сето тоа значи да го објаснам малце подетално и да им кажам да не се плашат од тежинскиот тренинг, од една страна, од друга страна да намалат со кардиото и непотребното трошење значи на време и значи зглобови и не знам со претераниот кардио тренинг. Доколку сакаме да постигнеме видливи резултати, освен правилните тренинзи, фитнес инструкторката Тина Марковска вели дека многу битна улога во тоа има и правилниот начин на исхрана, како и пиењето големи количества на вода. Исхраната и водата, пак ќе речам. Значи, ние сме, знаеме, 75 до 80% од нашето тело е вода. Доколку ние не сме доволно хидрирани, секоја правилна исхрана и секој правилен тренинг, значи нема да биде тоа. Затоа, значи, почнав од тренингот, најчестите грешки во тренингот, потоа следат грешките кои што ги прават во исхраната и тука во тие грешки ќе ставам на прво место, значи грешката со водата, односно недоволното хидрирање на организмот. Потоа, значи, со храната и тек на трето место е тренингот. За фитнес инструкторот Марковска многумина ќе рече дека разубавува девојки подобро и од пластичен хирург, само со фитнес, но доколку некоја жена или девојка сака да постигне посакуван изглед, после колку време би можеле да се забележат резултатите постигнати со фитнесот? Тоа што го правам јас со девојките, го правам со сите истото. Значи не правам нешто со некоја девојка различно, па да има побрзи резултати, сето тоа е индивидуално. Значи сето зависи од нивната кондициона спремност првен, значи не идат сите со иста тежина, зависи од нивните физички активности во текот на денот, значи не секој работи иста работа, некој работи физичка работа, некој работи канцелариска работа. Исто така зависи од нивната мотивација, не секој е исто измотивирана, значи некоја кога ќе се договориме да вежбаме 6 пати неделно, ние вежбаме 6 пати неделно. Има девојки кои што не се доволно измотивирани, па знаете ќе некој тренинг ќе пропуштат и тоа е тоа. Јас викам, значи секој тренинг е битен и секој оброк е битен. И сега како што спомнав, тоа е индивидуално, затоа се
и тие тренинзи со секоја посебно за да изработиме посебна програма за исхрана, затоа што не може исхраната за девојка која што работи во канцелариска работа да биде иста со девојка која што работи некоја физичка работа. Затоа пак ќе речам, сето зависи од нивната посветеност и од нивните цели, значи кои што си ги поставили да ги постигнат, зашто некоја сака да слабее, некоја друга сака да гради тело, затоа што бодибилдингот е значи спорт во кој што треба да градиме. Сега ако сакаме да слабееме, знаме слабењето малце по мое значи оди побрзо и полесно, отколку градењето на телото. Имам такви случаи каде што веќе долго време, значи не се гради мускул преку ноќ, пак ќе речем, значи треба минимум значи година, 2-3 за да се осети некоја разлика како се изградил тој мускул. Меѓутоа со сите сме имале резултати, мислам девојките се супер. Марковска со препорака граѓаните да не се плашат да земаат протеини. Препорачувам вака. Сите сме скептични, жените или уште сите и мажи има, значи кога ќе видат, значи како по улица одам со протеин со шеќер, значи мислат дека тоа е некоја недозволена супстанца или не знам што, значи протеините и сите тие се суплементи, се само додатоци во исхраната, значи тие никогаш нема нас да ни заменат исхрана, тие треба да ни бидат само додатоци. Тие треба, значи, да ги комплетираме со здравата исхрана. Доколку ние не се храниме здраво и ги употребуваме тие додатоци, тогаш многу сме ја сгрешили работата. Значи, доколку пазиме на храна и употребуваме тие суплементи, значи така како што треба, тогаш ги препорачувам во смисла да се зголеми протеинскиот внес, заради што еве кога станува збор за слабење, ние зголемуваме протеински внес за сметка на јаглено-хидрати. Меѓутоа тој протеински внес ние не можеме да го задоволиме само од месо, треба да јадиме по 1 килограм месо, а тоа е премногу. Значи затоа ќе изедеме да речем 300-400 грама месо, ќе се напиеме 2 протеини за да се задоволи тој протеински внес во организмот, како би се топело да речем масно ткиво или како би било потребно за градење на мускулна маса. Од фитнес центарот Силуете во Битола бела дека вакви семинари планираат да организираат и во иднина.